Кога грчки архиродон ќе го добие македонскиот бакшиш ХЕЦ Тиквеш 3 месеци откако ќе почне да го гради ХЕЦ Чебрен или 3 месеци откако ќе го заврши? Многу сериозно прашање за кое нема конкретен одговор. Нејаснотиите произлегуваат од различните одлуки, првата започнување на постапка за доделување концесија од јануари 2020 од владата на Зоран Заев и втората за изменување на првата од февруари истата година од техничката влада на Оливер Спасовски. Условите се сосема различни, а сегашниот тендер е распишан врз основа на првата. Алфа се обрати во владата и во Министерството за животна средина, но оттаму одговор нема. Од друга страна, делумно објаснување дава само партијата СДСМ. Тие тврдат дека Тиквеш ќе биде предаден на грците по изградбата на Чебрен. Приватниот инвеститор ќе добие дозвола за вода за производство на електрична енергија и само за тоа. Не може да прави што сака со водата, затоа што во законот за води јасно е наведено што е приоритетот. Сепак, нејаснотиите остануваат зошто грчката компанија поднела жалба до надлежните институции. Тие тврдат дека одлуките биле изменети и бараат Тиквеш да стане нивни веднаш, а не по изградбата на Чебрен. Сомнежите дополнително ги подгрева молкот и на владата и на Министерството за екологија. Тие не даваат одговор на прашањата на Алфа и на барањето за дообјаснување. Опозицијската ВМРО ДПМН и денес алармира дека власта на неколку месеци пред избори прави милионски скандал и се надева дека никој нема ни да го разбере, ни да го примети. Повторно само Македонија губи од незаконското постапување на власта, зашто се крие нов скандал на криминал и корупција. Новиот скандал за изградба на Чебрен, со кој се загрозува и енергетскиот суверенитет на Македонија, се пресметува во стотици милиони евра. Нејаснотиите околу судбината на ХЕЦ Тиквеш се само дел од скандалот со ХЕЦ Чебрен. Од самиот старт енергетските експерти предупредуваат дека условите под кои се дава црна река на грците само ќе ја доведат Македонија во подредена положба, да се откаже од своите водни богатства во период од 60 години, а произведената струја да ја купува по пазарни берзански цени.